Добро вечер, Куманово. Добро вечер, ВМРО ДПМН. Добро вечер за коалицијата за подобра Македонија. Драги пријатели, вечерва се собравме тука, на овој плоштад, да дадеме подршка за сегашниот и иден председател на Република Македонија, Ѓорги Иванов. Драги пријатели, сите ние веќе денеска добро го познаваме Ѓорги Иванов. Ако пред 5 години за некој беше недоволно познат, денеска 5 години подоцна, сите ние видовме како треба да се биде председател на Република Македонија. Ѓорги Иванов беше председател кој што покажа како треба да се бори за интересите на државата. Тој беше човек кој што беше многу активен, умерен во своите излагања, човек кој што беше неуморен во борбата да стигне секаде и кај секого што може со нешто да ја помогне на Македонија и на македонскиот народ и на сите други етнички заедници во Македонија, на сите граѓани на Македонија. Ѓорги Иванов беше подеднакво активен и надвор од земјата, но и присутен внатре во земјата, меѓу народот, низ разните градови и села низ Македонија, одејќи кај луѓето, посетувајќи ги, соочувајќи се со нивните проблеми, со нивните маки, барајќи начини како да им помогне заедно и во соработка со владата на Република Македонија. Тој излезе од народот и остана со народот. И затоа заслужува да добие втор мандат за председател на Република Македонија. Ѓорги Иванов покажа неверојатна упорност кога треба да се бранат националните и државните интереси на Македонија. Тој секогаш беше упорен кога требаше некаде нешто да се објасни, некаде нешто да се лобира, некаде да се стигне и да се представи вистината за Македонија. Ѓорги Иванов во овој период ни покажа дека е силен индивидуалец, но исто така и дека знае да биде дел од тим. Затоа што, драги пријатели, ние работевме како тим. Оваа политичка гарнитура работи како тим. Таа е составена од силни индивидуалци кои што работат како тим. И тоа е нашата предност. Тоа е предноста која што ја движи земјата напред. Затоа што во овие години ние не гледавме едни на други нешто да си наштетиме или да си ставиме сопки или да се покажеме кој е понапред, кој е поназад, кој каде требало да застани или кој каква почест требало да добие. Ние гледавме да создадиме дела и да решаваме проблеми. И затоа овој тим нижеше успеси. Затоа што Ѓорги Иванов се покажа како одличен дел од овој тим. Имавме одлична координација. На едно место беше тој, кога требаше некаде да се лобира, на друго место бев јас, на трето место беше Трајко Велјановски, на четврто место Гордана Јанкуловска, добро искоординирани, со исти пораки, со иста борба за Македонија. Ѓорги Иванов исто така покажа дека е исклучително стабилен човек, дека е исто така зрел човек. Многу пати се обидоа многу луѓе да го извадат од колосек, напаѓајќи го, навредувајќи го, офинувувајќи го со најмногу поградни изрази, сакајќи да го омаловажат и да го срушат неговиот кредибилитет. Но пред се и над се, да го извадат од колосекот по кој тргнат да ја помогне на Македонија, да го втурнат во расправи и кавги со владата. Но, драги пријатели, Ѓорги Иванов мирно, стабилно ги гледаше, ги наблюдуваше и чекореше по својот зацртан пат. Нему државата му беше пред се,
а не што велат противниците и како го навредуваат и со што го навредуваат. Тој гледаше на кој начин и како најдобро може да ја помогне на Македонија. А најдобро можеш да ја помогнеш на својата држава. Прво, ако многу работиш, второ, ако честно работиш, и трето, ако си во добра координација и дослуг со сите фактори во таа држава, меѓу кои што и владата на Република Македонија. Тоа го правеше Ѓорѓе Иванов. И затоа во овие години Македонија виде што значи во вистинска смисла фразата единство во државниот врв. Единство во државниот врв е еден од предусловите за успех. И тоа е она обратното од она што ни се случуваше кога беше претходникот на Ѓорѓе Иванов, господинот Црвенковски. Кога ние одевме во Брисел да се бориме за македонските интереси, а тој одеше по нас да ја омаловажува и декредибилитира владата на Република Македонија. Такво нешто немавме во овие 5 години. Во овие 5 години ние од владата, председателот Иванов, председателот на парламентот, сите ние бевме Тим Македонија. И затоа успевавме. Неговата приземност, неговата стабилност можеше да се види и во моментите кога требаше да се одберат амбасадори, дипломати, да ја представуваат Македонија на секаде низ светот. Тој никогаш не правеше условувања, како што преходникот негов Црвенковски тоа го правеше. Кога не викаше или Стефчо Пендаровски и Бучковски ќе бидат амбасадори во Лондон и во НАТО, во Брисел, или нема ниту еден амбасадор да отиде од Македонија надвор. Такви работи немавме со господинот Ѓорѓе Иванов. Него го интересираше суштината, квалитетот на луѓето кои што ќе замена да ја представуваат Македонија. Него не го интересираше овој или оној, нивни или ваш, наш или не знам чив. Него го интересираше да имаме способен, чесен, работлив и амбасадор кој што со целото свое срце и душа ќе ја представува Македонија. Затоа немавме такви кризи во овој период како што ги имавме со Црвенковски, кога тој сакаше да му се оддужи на Пендаровски и да го испрати за амбасадор. А ВМРО, ДПМН и владата се спротивставија, затоа што таков човек со такви морални капацитети и кредибилитет не може да ја представува Македонија. Не може Македонија да ја представува амбасадор кој што до вчера бил легализатор на полнење на кутии и фалсификат на избори. Не може Македонија да ја представува амбасадор кој што додека бил референдумот и додека владата која што го поставила и тогашниот узурпатор на функцијата председател го поставил да биде председател на Државната изборна комисија. Не може тој да молчи додека тие луѓе вршат притисок врз јавната администрација да седи дома и да не излегува на референдумот кој што се одвиваше во Македонија. Тоа го правеше Стефчо Пендаровски. Тој седеше дома, наблюдуваше немо и никогаш не излезе да каже дека народот, јавната администрација, земјоделците, лекарите, сите граѓани се под жесток притисок да го бойкотираат референдумот во Македонија. Такви луѓе со таков интегритет, со таква свитка на кичма, не може да ја представуваат Македонија. Затоа се спротивставивме во тоа време Стефчо Пендаровски да биде амбасадор на Македонија. Кога говорам за тоа време го употребувам зборот Стефчо, кога зборувам за денешно време го употребувам неговото ново име Стево, бидејќи еве како што разбравме од говорот на министерката за внатрешни работи, во меѓувреме во март 2010 година тој лично поднел барање до Министерството за внатрешни работи да му биде сменето името од Стефчо во Стево. Ако со таква леснотија си го менува сопственото име, можеме само да замислиме како ќе се однесува кон името на Република Македонија, кон
уставното име Република Македонија. Како и да е, драги пријатели, уште еднаш сакам да го потенцирам оној значаен дел. Гледајте не како тим, затоа што тим, кога е целосен, победува, дава успеси, дава резултати. Немојте да дозволите тим кој што победува да почне да се менува. Ние на 27. треба да победиме заедно и да ги продолжиме добрите политики за Македонија и напредокот на Македонија. Драги пријатели, пред овие избори, по барање на СДСМ, имаше измена на законот за избори. Што ли не побараа да се промени во тој закон? Веќе јас самиот не знам што се промени и какви се нејасни елементи и какви не глупости влегува во законот. Само за да ги удоволиме, да не зборува дека изборите не биле чисти или изборите не биле онака како што треба да бидат. Се им прифативме. И веќе не знаеме како треба да се однесуваме и кога што да збориме. И затоа во овие денови молчиме, не зборуваме ништо конкретно за она што ќе го понудиме за Македонија за наредните 4 години. Но, драги пријатели, неделат уште 24 часа, кога утре вечер на Скопскиот плоштад Македонија ќе ја промовираме новата програма за наредните 4 години. Програмата на ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Само уште 24 часа и народот ќе може да види какви сериозни и крупни проекти се планираат за наредните 4 години. 2046 нови проекти во програмата ќе можете да ги видите од утре натаму. Од утре натаму ќе почнеме да разговараме со конкретни работи, со конкретни дела. Тука е нашата сила, тука е нашата моќ. Драги пријатели, ние по најмалку две работи се разликуваме од Социјалдемократскиот сојуз. Прво, тоа е нашиот даден збор. И тука се виде голема разлика. Имаше можност и СДСМ во минатото да бие на власт и да дава збор и да видиме колку тој збор го исполнува. Имаше можност и ВМРО ДПМН да види, да даде збор и да се види колку го исполнува. Тука разликата е огромна. И тука е нашата предност. Првата наша предност и првата наша сила. Нашата втора голема предност е во квалитетот на програмата која што ја нудиме за развој и напредок на Македонија. Од утре натаму почнува презентацијата на новата 4-годишна програма. Од утре натаму сите вие ќе можете да видите на кој начин Македонија во наредните 4 години ќе оди напред. На кој начин владата ќе ја гради понатамошната иднина на Македонија, се разбира заедно со председателот Ѓорги Иванов. Затоа, драги пријатели, повикувам од утре натаму да се фокусираме на конкретни работи, на содржината на таа програма. Веќе е јасно дека тоа што ВМРО ДПМН го нуди и тоа што ВМРО ДПМН го ветува и дава збор, дека ќе биде исполнето. И ние таа доверба нема никогаш да ја прокоцкаме. Ние знаеме дека тешко се стекнува доверба, а лесно се губи. И затоа многу внимателно ја подготвувавме таа програма. Многу внимателно, со многу пресметки, со многу собрани луѓе, експерти, искусни луѓе од сите страни, собирајќи многу идеи од многу страни, од граѓани, од експерти, експерти од Македонија, експерти од надвор. По многу анализи ја составивме таа програма со 2046 нови проекти за граѓаните на Република Македонија. Драги пријатели, ние знаеме дека најголемиот проблем во Македонија е невработеноста и економијата. И токму на тоа сме најмногу насочени и фокусирани во минатите години, и токму на тоа ќе останеме најмногу насочени и фокусирани во идниот период. Вчера, например, беше многу добар ден за Македонија. Во еден ден се објавија
1650 нови работни места. 1000 нови работни места со новата инвестиција на Key Safety Systems од Америка и 650 на компанијата Granit која објави оглас за ангажман на вработување на 650 вработувања за градба на новите автопатишта. Тоа е нашата цел. За тоа ние работиме и за тоа вреди да се издржи многу. Гледам дека опозицијата СДСМ повремено кога оди по земјоделски места каде што има повеќе земјоделци, не критикува дека понекогаш субвенциите доселе. Драги пријатели, ќе ги подсетам од оваа говорница, дека можеби понекогаш се случува кај нас да задоцне некоја субвенција. Ама вре луѓе, во нивно време немаше субвенции. Па како не им е срам денеска да зборат за некоја субвенција некому ако му закаснила 10, 20 или 30 дена, луѓе кои што додека имаа довербата на народот, не помислуваа на земјоделците да им дадат субвенција и да им помогнат. Ги сметаа за некоја шеста класа, кои што нема што да барат од владата и со кои што нема што тие да седнуваат намасе и да разговараат. Седнуваат со нив само кога им дојдеа пред владата масовно десетици илјади земјоделци да протестираат. Тие луѓе денеска имаат лице да излезат и да кажат, не знам, во Ново Село или во Босилово, 20 дена или 30 дена се случило да задоци субвенцијата. Не можам да разберам како не им е срам и како помислуваа дека народот има толку кратко мислење, односно паметење, да не може да се сети дека во времето на СДСМ точно не каснеа субвенциите, ама не каснеа бидејќи ги немаше. Тоа е исто како она изрека вели најмалку греши тој што ништо не работи. Ама тоа е најголемата грешка. Најмногу греши тој што работи. Меѓутоа, тој што работи, тој ја добива почеста и почитот од секој кој што го наблюдува неговото работење. Драги пријатели, ова се денови кога народот на Македонија уште еднаш ќе застане зад прогресивните сили на Македонија, кои што покажаа голема разлика. И народот ќе покаже дека народот знае да прави разлика. Дека знае да прави разлика помеѓу оние кои што денонокно работат да создадат нови дела и оние кои што даваат се што е во нивна мог да и помогнат на Македонија. Од оние кои што се само сваткоречиви, кои што се можеби добро извечбани говорници, кои што ви звучат пријатно кога говорат, ама кога им ја дадете довербата или кога сте им ја дале во минатото, ништо од она што го ветиле. Затоа народот на овие избори ќе ја даде довербата на оние на кои што државата им е пред се и ќе покаже дека знае да направи разлика. Да живее Куманово! Да сте живи и здрави! Да се видиме утре во Скопје! Да се видиме на презентацијата на досега најдобрата политичка програма во Република Македонија. СДСМ никогаш немале програма, па мораме да се споредуваме со нашите. Но ова што утре вечер ќе го видите е најдобрата политичка програма било кога подготвена во Република Македонија, најквалитетната политичка програма. Да сте живи и здрави, да живее Република Македонија, да живее Европска Македонија.